Не е многу далеку. Не е многу далеку. Ајде, рече да ме помисли. Ај треба да... Еба, мора снимаш, а? Јас Јас знаем, ама знаем да се не говори. Идаме до машини за доктор. И ова не мога лет. Добар ден. Поздравам тука сите присутни. Значи, коалицијата за промени и правда, предводена од Демократскиот сојуз, ова е централниот изборен караван. Денеска е во изборната единица број 4, каде што носител на оваа изборна единица е господин Слободан Богоевски. Разговараме со граѓаните на Прилеп. Слободан Богоевски имаше повеќе контакти со поголем број на граѓани, тој е дојден порано. Разговаравме за актуелните политички прашања, за проблемите кои што ги мачат граѓаните. Практично од секаде ги добиваме истите коментари, каде и да се движиме. Граѓаните се определени да се случат промени на 11 декември и сигурни сме во тоа дека ќе се случат. Ние одиме со слоганот дека не се плашите, режимот ќе падне и сигурно е дека на 11 декември граѓаните ќе го симнат ВМРО ДПМН од власт. Тие повеќе од 10 години владеат, граѓаните се незадоволни, има огромно незадоволство, неизвестност за едината, за перспективите на Македонија и затоа се повеќе се слушат коментарите дека треба да се смени власта. Прилеп е град предвестник. Од Прилеп секогаш почнуваат промените и независно од тоа што тука има различни коментари на поделеност, на некој за ВМРО, некој за СДСМ, ние очекуваме коалицијата за промени и правда да добие огромна поддршка. Демократскиот сојуз има тука над 2000 членови, верувам дека голем дел и натаму се со нас, дека сите тие заедно со граѓаните посебно се обраќаме до тие што досега никош не излегле да гласат, значи неопределените да излезат и да гласат за коалицијата за промена и правда. Сакам накусо да ги коментирам изјавите на Никола Груевски околу тоа дека тој се обидува да ги насочи гласовите на една или друга страна, меѓутоа граѓаните се свесни, знаат во која коалиција има честни, способни, искусни луѓе кои што ги ударат темелите на оваа држава и ќе се определат, сигурни сме дека да гласат за број 5 за коалицијата за промена и правда. Господин Груевски, мислам дека се уште е во шок од аперкатот што му го зададе Слободан Богоевски. Тој од еден удар веќе почна да стравува од коалицијата за промени и правда. Коментарите негови покажуваат дека тој знае какво е расположението на граѓаните. Вчера и во Кавадарци, и во Неготино, но верувам ќе се менува расположението во Прилеп, дека голем број на граѓани сакат промени, дека ќе ја поддржат токму оваа коалиција за промени и правда. Гласот даден за оваа коалиција значи за едината, за стабилноста на Република Македонија. Тоа е околу коментарите, значи тој практично е во нокдаун уште од топ темата, кога Слободан Богоевски ги обелодени работите што се одбивале во еден подолг период во Република Македонија, но сакам да го повикам Никола Груевски да излеземе на ТВ дуел. Каде сака, на која телевизија сака, кога сака, или со мене, или со Слободан Богоевски, или со Јове Кекеновски. Можеме сите заедно со него, можеме поединечно, значи сме ние да разговараме пред македонската јавност за да се види кој работи за интересите на државата, за интересите на граѓаните, а кој 10 години го грабаше народот, кој ги изгази основните права на граѓаните со масово прислушување. Ги прислушуваше и новинарите, и бизнисмените, и тие што се бават со политика, но најтрагично е што тој нема доверба ниту во своите најблиски соработници. Се знае дека прислушувањето е вршено по негов налог, тој е главниот корисник на информациите, на тој начин владееше со државата. Тоа време помина, ние изградевме принципилен став. Тогаш кога
беа обелоденети информациите за злоупотреба на системите, рековме дека тоа е вршено од страна на МВР, дека тоа е по налог на Груевски и дека бараме и политичка и одговорност за сите што се вклучени во таа мега афера. Тоа беше нашиот став пред 2 години и тој став наш останува, но што е најбитно, тој е потврден и од специјалното јавно обвинителство. Во Прилеп, како и секаде, граѓаните се соочуваат со истите проблеми. Значи, проблемот на невработеност, тоа е клучен проблем и затоа ние сакаме да ги изедначиме условите за бизнис на странските и домашните компании. Сакаме и тоа ќе го направиме 2% од буџетот да биде за проекти за вработување на млади. Нашите способни кадри од странство, менаџери, да ги вратиме тука, да развиеме едно силно информатичко општество, бројни компании може да се отворат. Предвидуваме над 30.000 мали фирми да се отворат, во кои што ќе се вратат од 3 до 5.000 невработени. Тоа е голем потенцијал и веруваме дека наместо 150 евра, колку што ги плаќаат странските компании овде во Република Македонија, дека минималната плата мора да се дефинира на најмалку 300 евра. Тоа и ќе зголеми продуктивноста, но ќе создаде основи за зголемување на платите во целина во Република Македонија. Но, освен висока политика и така натаму, ние предлагаме и многу конкретни работи. Конкретните или малите работи го прават животот по Република Македонија. Сакаме и тоа ќе го направиме. Ќе спроведеме референдум да видиме дали граѓаните сакат да тргнуваат на работа од 7 часот, затоа што на тој начин се создадат услови и за грижа на децата и се она што дава подобри услови за определување на динамиката на денот како да се развиваат работите. Но за тоа ќе консултираме граѓаните. Сме за тоа да имаме македонска телевизија, македонска радиотелевизија да биде силен, објективен, информативен сервис на граѓаните и затоа сметаме дека треба да се финансира од буџетот на Република Македонија. Граѓаните не треба да ги малтретираме, да одат по судови, да одат кај извршители да плаќат. Таа радиодифузна такса треба да се укине и тоа ќе го направиме. Значи, сме да има добар сервис, јавен сервис, информативен, да информира објективно, навремено, точно, но тоа да биде од буџетот на државата. И уште една работа, за што се залагаме. Вие знаете дека за да остварите едно основно право пред судот, треба да издвоите околу 10.000 евра. Ако имате спор за куќа, за стан, не знам, за друг имот, таксите се огромни. Од 48.000 денара се стартува, па тоа се зголемува и стигнува до финалната одлука некаде околу 10.000 евра, со тоа што треба да плаќате адвокати, извршители, нотари. Тоа тешко може да го поднесе обичниот граѓанин кој што има плата од 150 евра или голем дел са невработени. Затоа ние предлагаме да бидеме многу начисто, дека ние предлагаме само 100 денара да изнесува судската такса за било која тужба. Со таква мала такса секој граѓанин може да си го оствари своето право. И околу коментарите врзани за, не знам, двојазичност, не знам, федерализација, пред целокупната македонска јавност сакам да изјавам дека Коалицијата за промена и правда го респектира тоа што е дефинирано во Уставот околу употребата на јазиците, во законите. Тоа е дел од Охридскиот рамковен договор кој што е имплементиран во Уставот и законите и ништо друго тоа нити предвидуваме, нити ќе поддржаме било каква промена на тоа што е дефинирано. Се знае дека официјален јазик е македонскиот јазик и ние до тоа се држиме. Натаму околу можна федерализација, значи Република Македонија е држава на македонскиот народ и на деловите од другите народи. Ова е држава на граѓаните на Република Македонија и ние цврсто стоиме дека за обстојување на оваа држава е унитарниот карактер. Значи, ниту поддржуваме, ниту било кога ќе поддржуваме федерализација, кантонизација или не знам све какви други спинови ги промовира сега ВМРО ДПМН преку провладините медиуми. Значи, јавно кажуваме дека никаква федерализација, никаква кантонизација не поддржуваме, нити сега, нити било кога. Сме за унитарна Република Македонија и тоа е наш чист, кристален и јасен став. Еве, толку имав јас, господин Богоевски, ако сака да каже нешто.
Јас сосема кратко, пошто слушнавте детална изјава на лидерот на коалицијата Павле Тројанов. Јас само сакам да упатам една порака. Коалицијата за промена и правда уште пред почетокот на изборната кампања е трета политичка сила во Македонија и како таква ќе биде гарант за победата на овие избори на народот против злосторничкото здружение предводено од Никола Груевски. Ви гарантираме дека не само што ќе биде поразен, туку ќе го изведеме пред лицето на правдата и да плати за сите злодела што му ги направи на македонскиот народ. Ќе го извадиме од тоа дувло на злото наречено штаб на ДПМН. Второ, ви гарантираме дека ако се обиде да бега, каде и да побегне, ќе го донесеме во Македонија не сам, него заедно со милиардите кои ги изнесе од Македонија. Тоа можеме да го гарантираме. Поднос на кампањата. Повелете прашање кој имате, да. Граѓаните. Како носител на листата, да не се повторуваме со тоа што лидерот на коалицијата го изјави, кратко ветуваме дека ќе му ја вратиме власта на народот. Второ, гарантираме дека никој пат повеќе во Македонија како трет блок, како трета политичка сила нема да дозволиме една политичка партија да има апсолутна власт во Македонија. Ние нудиме листа на пратеници, народни пратеници. До мене втор на листата е доктор Ношпал, потомок на првиот министар за здравство во Македонија после 45-та година. За разлика од нас, листата на ДПМН е листа на поданици на Никола Груевски, кои својата лојалност му изразуваат подпишувајќи меници за лојалност, за да не му побегнат. Тие функционираат како типично криминално здружение. Ние функционираме слободно како представници на народот. Понатаму ќе направиме темелни измени на законодавството, кои ќе гарантираат слободите и правата и поделбата на власта во Македонија, а не како што во изминатите 10 години беше фамилијата на власт да има извршната, законодавната, судската и сета друга власт во една држава. Овој режим нас не врати 25 години наназад. Ние сега повторно се бедуваме да ги удираме темелите на една демократска држава во Македонија, нешто што го направивме уште во 1991 година, веднаш по референдумот од септември и донесувањето на првиот македонски устав. Тоа можам да го кажам, дека ќе бидат поразени на 11 декември. И ако малце нешто му останало од моралот човечки и од образот, тој во Прилеп не би требало да доаѓа. Сакам исто да изразам поддршка на Сдруженијето на бранителите, тоа е првото здружение на бранители од Прилеп, заради тоа што најмногу бранители беа пријавени во 2001 година од овој град. Тие и ден денеска не можат да си ги остварат своите права и се постојано предмет на подкосурување на политичките партии. Ние како коалиција ќе подпишеме протокол за соработка со нив и ево јавно изјавувам и ги повикам сите политички партии да подпишат таков протокол со нив и јавно да ветат дека тоа веднаш по изборите ќе биде испочитувано, не заради само правата кои не можат да ги остварат, туку и да им се отдаде признание за нивната улога во одбраната на Македонија во 2001 година. Добро, значи, навистина прашањето на